Добар ден, ученици. Јас сум Виолета Ѓоргиевска, оделенски наставник од Општинското основно училиште Александар Македонски, општина Аеродром, Скопје. Денес, по предметот природни науки, ќе се запознаете со наставната содржина различни саби за различна храна. Потребен материјал за работа ви е тетрадка по природни науки и молив. Што ќе научите од денешната наставна содржина? Наставните цели кои ќе ги реализираме со оваа наставна содржина се следните. Да се запознаете со функцијата на забите и да знаете дека различни заби служат за различна храна. Да знаете кои видови храна ги оштетуваат забите и да знаете дека редовната хигиена на забите е услов за здрави заби. На почетокот, замислете, како ќе јадеме ако немаме заби? Па ќе ве замолам, ученици, во вашите тетрадки, во облачиња да запишете зошто ни служат забите. Така е, ученици. Се надевам дека прво нешто што запишавте е дека забите служат за гризање и џвакање на храната, а со тоа се олеснува процесот на варење на храната. Потоа, правилниот распоред и кога сите запчиња се на број, ни овозможува да зборуваме правилно и убаво. И на крајот, убавите, здрави и бели заби се украс на нашето лице, а со тоа ќе ја имаме најубавата насмевка. Затоа, ученици, смејте се почесто. Млечни и трајни заби. Поделбата на забите е на млечни и трајни заби. Првите запчиња кои никнуваат се млечни заби. Тие се 20 на број и освен што служат во исхраната, имаат улога во правилниот развој на вилицата и развојот на говорот. Преку следнава илустрација ви е прикажан процесот на никнување и промена на млечните заби. На местото на млечните заби никнуваат трајни или постојани заби, кои се вкупно 32 на број, распоредени по 16 на горната и долната вилица. Што мислите, ученици? Дали сите заби имаат иста функција? Така е, забите немаат иста функција. Различни заби се за различна храна. Запишете во вашите тетрадки. Различни заби се за различна храна. Па според функцијата која извршуваат, забите се делат на 4 видови. Секачи, песјаци, прекатници и катници. Запишете во тетрадките. Имаме 4 видови заби. Секачи, песјаци, преткатници и катници. Во продолжение ќе стане збор за секој од нив. Најнапред за секачите. Тие се 8 на број и како ножеви ја сечат и ја распарчуваат храната и оттаму го добиваат името секачи. Погледнете, распоредени се 4 на горната и 4 на долната вилица. Тие ја распарчуваат и како нож ја сечат храната. Песјаци. Песјаците пак се како канџите, со кои се фаќа храната и тие како вилушка ја боцкаат храната. Овие 4 долги и остри заби ја бодат и ја држат храната. Распоредени се по 2 на горната и 2 на долната вилица. Имаат еден остар врв и еден корен. Преткатници. 8 се на број и имаат 2 остри раба. Тие ја кинат и ја дробат храната. Распоредени се по 2 на горната и по 2 на долната вилица. Имаат 2 остри раба, рековме, и 2 корена. Служат за дробење и кинење на храната.
И катници, кои се 12 големи заби, имаат 4 заоблени врвови со кои ја џвакаат храната на поголеми парчиња. Распоредени се по 3 на горната и 3 на долната вилица. Се наоѓаат на крајот од вилицата. Имаат 4 рековме за големи врва и 3 корени. Размислете, ученици, кои заби ќе ги употребите ако гризнете бисквита, а со кои заби ќе го џвакате јаболкото? Грижа за здравјето на забите. Многу е важна редовната хигиена и секојдневната грижа за здравјето на вашите заби. Бидејќи, кога јадете храна, врз забите се натрупува бел слој кој се вика забна наслага. Бактериите од забната наслага создаваат киселина која го расипува забот и така се создава кариес. Овој кариес ќе треба да го исчисти стоматологот. Кога кариесот ќе допре до нервите, значи толку многу е расипан забот, што допира до нервите, тоа боли, ученици, многу боли. Погледнете на овие илустрации како бактериите ги напаѓаат вашите запчиња, доколку не ги миете и четкате убаво, и како го нагризуваат забот. Кога ќе се создаде кариес, стоматологот треба да го исчисти кариесот и со пломба да ја пополни дупката на забот. Но ако забот е премногу расипан, ќе мора да го извади. Замислете што ќе се случи доколку сите заби ви се расипани и ќе мора да се извадат. Затоа, ученици, мора да се грижиме за забите и редовно да ги миеме. Што мислите, која храна ги расипува забите? Која е храната која најмногу сакате да ја јадете? Храната богата со шеќери, многу торти, крофни, колачи, гумени бомбончиња, чоколади, тука се газираните сокови и сета нездрава храна. Затоа, ученици, послушајте ги овие совети, ако сакате да имате здрави заби. Редовно мијте ги забите, најмалку 2 пати на ден. Јадете здрава храна и одете на редовни превентивни стоматолошки прегледи. Ученици, се надевам дека со ова ја усвоивте денешната наставна лекција за различни заби за различна храна. До некое следно видување, пријатно!